Продолжуваат инвестициите и подобрувањето на условите за работа во училиштата во Прилеп. Во Средното економско училиште Кузма Јосиф во Скипиту се реновираше скалишниот простор, а училиштето доби нови санитарни јазли и нов котел за парното во новата спортска сала, која исто така неодамна беше изградена и пуштена во употреба. Скалишниот простор е комплетно реконструиран и станува збор за 1.700.000 денари инвестиција. Исто така, во меѓувреме се реконструираа санитарните јазли во вредност од 365.000 денари и нов котел во спортската сала за загревање на истата 500.000 денари, што значи купната вредност на овие инвестиции е над 2 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Исто така со средства од ЕУ фондовите за прекугранична соработка. Обезбеден бил проект насловен како Енерджинет, вреден 130.000 евра, од кои 80.000 евра ќе биле наменети за реконструкција токму на ова училиште. Во фаза на имплементација е проектот Енерджинет, кој е одобрен за финансирање од третиот повик за прекугранична соработка со Грција. Во рамките на тој проект, покрај другите активности кои што се планирана е и реконструкција на економското училиште со примена на мерки за енергетска ефикасност, кои вклучуваат замена на покривот, изолација на покрив, замена на надворешната дограма на училиштето, поставување на термоизолациона фасада, со што во голем дел ќе се подобри енергетската ефикасност на ова училиште, а со тоа и условите за работа и одржување на настава за учениците и за наставниците. Исто така за подобрување на енергетската ефикасност, звучната изолација и ликот на самиот објект. Комплетно се променила дограмата во основното училиште Блаже Конески во Прилеп. Инвестицијата била 3,5 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Средена е комплетната дограма во самото училиште, поправена е звучната и топлотната изолација во истото, сменет е естетскиот изглед, учениците се презадоволни, значи благодарам пред се на локалната самоуправа што ги издвојува приоритетите на училиштето и континуирано што вложува во подобрување на условите за работа на учениците и вработените. Нема да запреме тука наредни проекти кои ќе се реализираат во ова училиште, секако средување на дворното место, исто така со лобирање и преку проектот од владата и Министерството за образование во брзо време и започнува изградба на спортска сала. Меѓутоа, еден од приоритетните проекти ова година ќе биде комплетно средување на дворното место и кошаркарско игралиште во подрачното училиште во најстарата населба Варош. Од локалната самоуправа на Прилеп велат дека во последниве неколку години во сите училишта во општината за подобрување на условите за работа биле вложени над 11 милиони евра.